Весна Кираджиева е наша следна предвидена гостинка. Инаку Весна ќе ни се јави од Скопје. Таа е авторка на книгата Издржи кралица. Меѓутоа Весна има и својата ателие, значи се занимава со неколку уметности паралелно, меѓутоа со однос на тоа дека темата на денешната емисија ни е книжевност, ќе ја побараме Весна да позборуваме токму за незината книга Издржи кралица. Добар ден, Весна, те благодарам што се вклучи во програмата на Радио Мост во емисијата Мој збор. За почеток сакам да те прашам што се една кралица мора да издржи. Книгата воглавно се однесува значи на атлетиката како кралица на спортовите и во нашата држава навистина има многу да издржи со оглед на тоа што каква ни е ситуацијата во атлетиката и генерално во спортот, па таму и самата идеја за насловот на книгата Издржи кралица. Така, книгата е посветена на атлетиката. Може ли малку повеќе да зборуваме за содржината? Еве накусо да ни испрезентираш за дека ни кажа веќе дека се однесува на атлетиката како спортот. Еве сподели ни некои твои импресии. Како ја оценуваш состојбата со атлетиката во македонското спортско подрачје? Што мислиш дека може да се направи за да се унапреди атлетиката како спортот, да се афирмира можеби повеќе и такви некои аспекти? Па точно баш и тоа ми беше целата замисла уште од стартот кога се одлучивме заедно, бидејќи и мојот брат Александар Кираджиев, кој што исто така атлетичар, се јавил како автор, меѓутоа целосната замисла, нашите трудови, нашите белешки, нашите коментари да ги спакуваме во една книга дојде повеќе од моја страна. И баш тој ми беше замислата, сето она кое што ние редовно го зборуваме, критиките кои што ги даваме кон Атлетската федерација, кон Агенцијата за младин спорт, Македонскиот олимписки комитет, да не бидат само сувопарно или сметани како некој вид на омраза или хейтање, што го викаме ние, нели, посебно кога доаѓа од социјалните мрежи, туку дека е навистина нешто кое што доаѓа искрено од нас, со цел и намера да се променат некои работи, особено за новите, за помладите генерации кои што доаѓаат да имаат некој вид на инспирација и мотивација, да не се откажуваат, бидејќи ние сме, да кажеме, едни од постарите кои што сме останали уште од таа генерација кои што тренираме повеќе од 20 години, а во меѓувреме сме виделе толку многу талентирани, дури јас секогаш велам дека јас дури не сум ни таков талент, кога ќе речете имате одлични резултати, секогаш сте на врвот, не се работи ни дека сум некој невиден талент, туку се работи за упорност, бидејќи сме останале и покрај се во атлетиката и сето оно што во македонската атлетика конкретно, и покрај сето оно што сме го видели, доживеале, колку пати сме биле одбивани токму поради нашите критики кои што злонамерно биле сваќани, иако биле добронамерни, и тоа ми е целта да му кажеме и на институциите, но и на помладите кои што доаѓаат, новите генерации, да не се откажуваат, да издржат, да бидат упорни, бидејќи само така ќе ја постигнеме заеднички целта, бидејќи само со еден глас кој што критикува или кој што се бори за подобра иднина и на спортот генерално во Македонија нема да може да се успее така лесно. Така, еден спортист, морам да кажам дека спортистите се посебна категорија на луѓе, посебна група на луѓе кои што веќе има свој идентитет, за да се занимавате со спорт, еве со атлетиката конкретно како ти, мора да се откажете од многу работи, да работите на себе нормално и да имате сосема поинаков поглед на светот. Може ли, можеби е клише прашање, меѓутоа дали би можела да сумираш што е тоа што е потребно за некој да се занимава професионално и успешно со атлетиката, покрај сите тие таленти, нели, како што спомна, има многу талентирани луѓе, меѓутоа кој е пресудниот критериум да се случи скокот од аматерско, рекреативно занимавање со атлетиката до професионалното? Па конкретно јас ако го земам нашиот пример или мојот пример, ние буквално почнавме да тренираме атлетика многу мали, значи како деца, и не беше прашање
во времето кога ние почнавме во 90-тите, значи 98 година почнавме да тренираме атлетика, не беше трендот како сега што е да има опција за рекреативно трчање или професионално. Сите буквално бевме пријавени во клуб и трениравме професионално, малтене. Кај нас е премногу, да го кажам зборот, дека професионално тренираме, бидејќи никој од нас не може да си дозволи во Македонија да живее од професија атлетика само како спорт, па поглавно сите работиме нешто пропратно, па затоа тој збор професија, професионално тренирање така земен со резерва, меѓутоа еве ако кажеме како во смисла во атлетски клуб да настапуваме за репрезентација, тогаш во нашиот случај, како и за повеќето деца кои што почнуваат помлади да се занимаваат со атлетика, тоа од самиот старт е некој вид на професионалност, бидејќи сепак со самото тоа што ние настапуваме и како репрезентативци, настапуваме на државни првенства, точно дека ние ја застапуваме Македонија, сме нејзини амбасадори и на некој начин точно дека е професија без разлика што не е платена. Барем до овој момент се надеваме дека со некои позитивни потези во иднина ќе се издействува тоа навистина да биде и така, да бидат спортистите платени, атлетичарите платени, репрезентациите тоа да го водат како стаж да се води, значи да биде регулирано тоа законски. Што се однесува до она што сега го гледаме како масовно трчање, значи спортот се развива на едно подруго ниво, што ме радува. Значи ние тоа со години сме го иницирале дека не е потребно само да бидеш зачленет во клуб за да бидеш активен во некој спорт, можеш слободно, рекреативно, ќе од тебе ќе преполн тоа што можеби дополнително ги охрабри и другите граѓани, еве конкретно ќе зборувам за Скопје, тоа што можеби самата криза со короната и она што бевме премногу долго изолирани по дома, веројатно ги мотивираше повеќе да излезат да спортуваат, да се движат за да не останат уседани по дома. И тоа е уште една позитивна, ако можеме како позитивна страна во целата ситуација да гледаме така. Исто така и тоа ме радува што повеќето почнуваат да сваќаат дека не можеш да бидеш професионален атлетичар или професионален спортист за да се пријавиш на некоја трка, посебно од овие трките од масовен калибар како што се Скопски маратон или Скопје трча или еве женската трка. И на моје задоволство и други трки низ Македонија почна се повеќе да се развиваат, така што може да се забележи тој пораст и разлика помеѓу рекреативни тркачи и професионални спортисти како нас, така што нема таков вид на прелаз, некој да е ретко, некој да почнал рекреативно да се занимава, па потоа да премине во професионалци. Значи, поглавно луѓето од старт си знаат целите, што е добро. Значи, да си ја знаеш собствената цел и зашто си во некоја област е многу важно. Така. Весна, јас ќе се вратам уште малку на книгата со однос на тоа дека денешната тема на нашата емисија е книжевност. Би сакала малку по-фундаментално да ја разгледаме книгата. Значи, насловот, како што веќе кажа, е инспириран, многу интересен наслов, нели, издржи кралица, е инспириран од состојбата на атлетиката како спорт, кој што е, нели, според твоето вреднување кралица помеѓу спортовите и незината денешна состојба во македонскиот спортски контекст. Но сакам да те прашам, освен тоа што потенцираше дека книгата представува еден тип на порака до сите релевантни општествени институции да обрнат внимание на атлетичарите како спортисти и унапредување на атлетиката како спорт, колку може да се смета како парче кој што произлегува од една атлетска школа, колку ти твоите искуства и едукативниот карактер, односно некоја едукација на почетниците, на младите им пренесуваш преку таа книга? Токму така, значи огромен дел од самата книга е од наши лични искуства, од мои лични искуства, од она кое што сме го поминале сите овие 15-20 години во македонската атлетика и буквално преку различен тип на статии. Значи, секоја статија е индивидуална сама за себе, во смисла доколку почнете да читате една, па се превратите на таа една понапред или отидете на крајот од последната статија, нема да го изгубите оној континуитет како што тоа е
е, например, во класичните книги, каде што мораш тековно да ја читаш. Буквално секоја статија е сама за себе и си раскажува, ние го раскажуваме нашето искуство. Има статии каде што споделуваме искуства од трки во странство. Имам статии кај што, например, образложувам и давам совети како да се однесуваат тркачите, да речеме пред старт, бидејќи многу често, например, ми се поставува на прашања во смисла што јадете пред трка. Имаме и статија каде што тоа го образложуваме наши препораки, бидејќи сепак и тоа потенцираме дека секој организам е различен. Па, например, даваме совети како после трка, пауза помеѓу една сезона и друга сезона. Така што, навистина, во самата книга имаме поголем обем. Не е само еднонасочна, туку опфаќа повеќе теми. Исто така, например, конкретно еви како жена во македонскиот спорт издвојувам и посебни статии во однос на тоа како жените да се однесуваат пред трка. Не секогаш, значи ретко многу зборуваат жените и за тој момент, например, како трчаш во циклус, па дали каква заштита користиш, и тоа се, знаете, тоа се некои почувствителни прашања кои што голем дел и од жените и од мажите се чувствуваат непријатно да ги зборуваат, меѓутоа тоа е реалност, тоа е нешто со кое што ние живееме и нема непријатно, мора да се зборува. Непријатно е затоа што до сега не се зборувало, била некоја табу тема, а буквално е тоа нешто сосема природно и нормално и не е нешто што треба да се крие или нешто што треба да се срами. За сите тие теми на кои што за кои што е непријатно нели да ги прашаме, меѓутоа можеме да ги дознаеме од книгата. Предлагам сите кои што се заинтересирани со овие и сродни прашања да ја набават книгата Издржи кралица, да ја прочитаат и да се запознаат еве и со твоите совети и со твоите размислувања и со твоите визии, со твоите ставови. Ти благодарам, Весна, за денешното гостување во мојата емисија. Ќе имаме прилика повторно да продискутираме за еве или ако подготвиш некоја нова книга или за твојата дејност, за твојата спортска дејност. Верувам дека има многу што уште да разговараме на многу теми. Ти се заблагодарувам уште еднаш за твоето гостување. Ќе проследиме музичка номера и го вклучуваме Дејан Коларевиќ. Благодарам и на вас.